Ставовите на уредниците, една интересна тема, како што кажа професорот Спировски. За ова исто така би сакал да упатам благодарност на сите оние што се вклучија во ова едно мини истражување, би рекол, да видиме кои се ставовите за рецензирањето, за отвореното рецензирање на наши колеги уредници, членови на редакцијски одбори и исто така административен персонал. Накусо во воведот би кажал дека промената на процесот на рецензија на трудови и прифаќање на отворената рецензија иде баш незабележително во Македонија. Отвореното рецензирање, би рекол, се уште не е широко прифатен метод на рецензирање од научната заедница, не само во Македонија, дури и во светот. И неможноста за авторите да можат да најдат упатства како би се изведувала таа отворена рецензија. Како што кажав и во самиот вовед, не постои учебник, не постои предавања специјални како да се пишува отворена рецензија или оној класичен метод на рецензија. Сосема накусо за видовите на рецензирање, вам ви е познато како автори, како рецензенти, како уредници и така натаму, дека постојат повеќе видови. Најчесто се користи тој двојно слеп метод, па имаме еднослепа метода, потоа каде што рецензентот го става својот подпис, подпишана, колаборативна и така натаму. Има и постпублицирање, тоа е доста интересен метод на рецензирање. Откако ќе се публицира трудот, потоа следуваат јавно, например, на веб страницата на списанието, разни коментари од стручната и научната јавност, понекогаш често пати и негативни, иако, да речеме, трудот бил објавен во списанието, но постфестум добива доста негативни критики. Некогаш се разбира и позитивни. Сега би сакал да ве воведам што е тоа поимот отворена рецензија. Значи, тоа е различна модификација од оној традиционален процес на рецензија на научните трудови. Рецензирањето, секое сериозно списание мора да го свати мощне сериозно и како главен фундамент во работењето. Трите најчести модификации кои што се применуваат при отворената рецензија се отворен идентитет, тоа е кога авторите и рецензентите се знаат кои се. Отворени извештаи, извештаите за рецензија се објавуваат заедно со релевантниот труд, наместо да се чуваат во тајност, и третиот вид е отворено учество, каде што пошироката заедница, не само оние поканети рецензенти, се во можност да придонесат во процесот на прегледување, нешто пред малку кажав за овој трет метод на отворена рецензија. Општи напомени за отворената рецензија. Кои се тие? Па, за жал, отворената рецензија се уште не е доволно истражена, дури и во светското научно публицирање, и токму ова моје денешно предавање е еден мал скровен придонес кон осознавањето. Ќе видите и во прашалникот дека многу малку и во Македонија нашите колеги знаат за отворената рецензија. Таа едноставно не е доволно присутна во научната заедница и според истражувачите во 2019-та отворената рецензија се движи кон мејнстримот, но таа често пати е доста слабо разбрана од колешките и колегите во смисол на истражувањата за ставовите на истражувачите кои што покажуваат доста големи бариери во нејзината имплементација. Прифаќањето на отворената рецензија, какво е тоа? Па, за споредување на различни иновации секако потребни се доста упатства за водење, за да се имплементира и да биде таа широко прифатена, според Рос, Хелауер и Герк. Примената на новите модели на рецензија е толку ниска во споредба со она што често пати се смета за класичен или традиционален модел, така што треба многу да се работи на овој процес на отворено рецензирање. Според Бали во 2015 отворената рецензија на трудови не е во нејзината брзина на имплементацијата, туку треба секогаш да се стремиме на потенцијалот на доставените ракописи
да бидат што повеќе подобрени, да бидат објавени во подобро списание и да бидат што помалку субјективни од страна на рецензентот. Свесни сме дека во Македонија често пати постои таа компетитивност, понекогаш љубомора, па намерно негативна рецензија кога се знае идентитетот на авторот и ние мораме како сочувувачи на академскиот интегритет да се бориме против тие аномалии на субјективитет во рецензирањето. Која беше целта на ова мое истражување? Да се утврдат кои се ставовите на уредниците, замениците уредници, членовите на уредувачките одбори на научните списанија во Македонија за отвореното рецензирање и да се иницира една поширока примена на отворената рецензија, која што ќе видиме дека е на многу ниски гранки во Македонија. Сега ќе преминам на делот резултати. Се извинувам, само методологија се скокна слайдот. Методологија беше спроведена електронско истражување, испратени по електронска пошта до сите уредници, заменици, членови на уредувачки одбори и административен персонал на списанијата. Беше креиран Google формулар за онлайн пополнување и офатени беа уредниците и членовите од општествените, хуманистичките и биомедицинските списанија. Времето на истражување од 24 јули до 15 август оваа година и, како што кажав, беа пополнети 40 прашалници на моje големо изненадување. Тука бев пријатно изненаден, очекував помалку, некаде до 30, но сепак со голема упорност, со подсетување, некогаш и молење, успеав да стигнам до 40, од кои што повеќето се анонимни. Само во почетокот, кога имаше формулар во Word, кога го почнав истражувањето, го почнав во Word, од неколку ги знам одговорите, но во моментов и немам точно представа што одговориле, така што не е до толку и битна анонимноста, бидејќи немаше толку скокотливи прашања. Сега да ги видиме резултатите. Првото прашање, дали сте припаѓате на уредувачки одбор, односно која е вашата функција. Како што гледате овде на слайдот, 65% се од биомедицинските списанија, 27,5% од општествените и останатите од хуманистичките науки, значи најголем интерес за одговор на прашањата од факултетот кој што матичен, кај што го завршив основното високо образование, тоа е од медицинскиот факултет. Која е вашата улога во списанието? Гледате, најголем 35% биле главни и одговорни уредници на списание и 37,5% членови на уредувачки одбори, другите со помал процент застапени во ова истражување. Дали го знаете терминот отворено рецензирање? Од 40 испитаници, дури 90% рекле да, но не сум баш доволно сигурен, сега малку ќе бидам и критичен, во искреноста на одговорите. Може би туку така некои заокружувале, не сум баш сигурен дека толку е висок процентот, дека им е баш расчистено што представува процесот отворено рецензирање. Дали списанијата се со отворен пристап? Ова е факт кој што радува, 65% се со отворен пристап. Како што најавија и деканот професор Дуев и професор Спировски, ние веќе планираме на 20 октомври, се надевам дека нема да расте бројката на ковид, како што во последните 2 дена имаме над 10%, и дека ќе го држиме пак во живо, па макар вака и со 30 на луѓе, и преку Zoom, за тие што се плашат, нели, или што имаат други обврски, да одбележиме неделата на отворен пристап, а за тоа имаме дури повеќе од 10 години искуство и традиција, а дури тука на факултетот, каде што со професорот Спировски и со други колеги во на сала за седници сме одржувале трибини за импакт фактор и така натаму и така натаму. Одиме натаму. Во однос на прашањето на видови на рецензирање, каков вид на рецензирање користи вашето списание, најголем број од испитаниците одговориле 57,5% дека го користат двојно слепиот метод, 30% еднослепо и другите се незначителни одговори дека нема рецензирање, таков одговори нема, не знаат одреден процент каков тип користат и така.
Дали објавувате рецензијата по објавениот труд? Гледате дека 92,5% од списанијата не ја објавуваат рецензијата, инаку гледам некои колешки, колеги, убаво си фаќат прибелешки и тоа многу ме радува. Ја поздравам колешката Љубинка и сакам само да и го олеснам ова, дека ова презентација покрај тоа што ќе биде поставена на YouTube каналот, јас на мојот приватен SlideShare профил ќе ја поставам во форма на HTML или PDF, ќе размислам така што ако вие представувате Шкотија и ако брзо зборувам заради интерес на времето, договорени сме да по 25 минути имаме сите презентери и 5 минути за дискусија. Дали ги објавувате имињата на рецензентите на веб страницата од списанието или во печатените копии од списанието? 65% не ги објавуваат, 35% ги објавуваат. Јас во последните 2,5 години сум главен и одговорен уредник на едно меѓународно списание што се нарекува, ова за колегите и колешките што не ги знам и што не ме познаваат, Journal for Real Touch, а гледам такви и тоа ме радува, луѓе кои што не ги познам. Journal for Real Touch Therapy and Developmental Diversities. Ние на 6 месеци ги објавуваме сите рецензенти, тие трајно стојат на веб страницата, а и во поранешното списание, кое што е од Филозофскиот факултет, Journal of Special Education and Rehabilitation, во кое што вложив 13 години од мојата кариера, исто така беа и во печатената копија објавувани и стигнавме некаде до кај над 350 за 13 години тој рецензенти. За жал, само 35, реков, ги објавуваат рецензентите. Според мене, рецензентите, иако е двојно слепа рецензијата, би требало да се, бидејќи главно не се плаќаат, би требало да им се одаде некакво признание и почит, да се објават на веб страницата на крајот од годината или на крајот на полугодието, да им се одаде, значи, признание за нивниот вложен труд. Јавни коментари на веб страницата, дали им овозможувате? 62,5% немаат такви технички можности. Кога сме кај техничките можности, морам да признам дека многу слабо стоиме со техничките можности во Македонија со нашите списанија, или недоволно обучен IT персонал кој што ја знае оваа проблематика на scientific и academic publishing. Ние имаме добри IT техничари и мислам научници и се, но тие повеќе се занимаваат со бизнис, каде што е многу вносен тој бизнис, значи таму во academic publishing знаете дека не се вртат многу пари, така што IT не ги интересира многу тука за некој минимален хонорар да влезат и да прават големи платформи и така натаму и така натаму. Повелете. Одиме натаму. Карактеристики на отвореното рецензирање, кои карактеристики, значи, кои се карактеристиките, не знаат 30%, 20% велат дека поголема транспарентност има отвореното рецензирање, 22,5% дека овозможуваат подобра јавна комуникација помеѓу авторите и рецензентите и така натаму. Преминувам на 10-тото, дали отвореното рецензирање може да влијае позитивно на комуникацијата помеѓу авторите и рецензентите. 57,5% се согласуваат со тоа дека може да допринесе, 22,5% не знаат што да одговорат на ова прашање и така натаму. Кој е соодносот, дали отвореното рецензирање може да влијае позитивно на квалитетот на рецензирањето? 52% се согласуваат, како што кажав. Понатаму, комуникацијата меѓу рецензенти и уредници, дали отвореното рецензирање може да влијае позитивно на таа комуникација? 60% високо одговараат дека се согласуваат и целосно се согласуваат 15%, што значи дека има позитивни ставови во однос на ова. Дали отвореното рецензирање може да влијае на истражувачите за да ги пратат своите трудови на списанијата? 42,5% се согласуваат, 40% не знаат, воопшто немаат став во однос на ова прашање. Тоа е она што кажав и на почетокот, дека мислам дека нашите колеги и колешки немаат доволно сознание во однос на отвореното рецензирање. Дали отвореното рецензирање може да го продобри процесот на рецензирање во една целовитост? Дури
50% се согласуваат, 30% не знаат, останатите или не се согласуваат, или целосно не се согласуваат и така натаму. И во однос на прашањето, моето списание е целосно подготвено за имплементација на процесот на отворено рецензирање, 37,5% не знаат, 30% не се согласуваат дека нивното списание е подготвено, 20% се согласуваат дека би можело да го имплементира овој процес. И последното прашање, дали планирате да почнете со отворено рецензирање? Во иднина 57,5% не знаат, немаат никаков дефиниран став по ова прашање, 17,5% воопшто не планираат и 25% би сакале да започнат со отвореното рецензирање. И ќе завршам уште некоја минута, мислам дека сум во тие 25. Зошто е важно отвореното рецензирање? Иако не е толку распространето како двојно слепиот метод на рецензија, често пати на него се гледа со доста прогресивни, како прогресивен пристап или алтернативен пристап. Отвореното рецензирање е дел на дебати во научните кругови, па дури и сега, минатата седмица во Хрватска има доста сериозна конференција, PubMed се вика, со Т, не со Д, PubMed, и беше Zoom со отворен пристап, и дури во Хрватска, за кој што сметам дека минимум 10 години, 15 е пред нас во однос на академското публицирање, се уште имаат стравови, се уште не е доволно применета отворената рецензија, се уште имаат непознаници и така натаму. Денес многу научни списанија користат верзии на Open Peer Review, ќе напоменам само неколку: British Medical Journal, BMC, Royal Society of Open Science, Nature Communication, PLOS, како еден од најголемите издавачи на Open Access. И можно е, исто така, сите вие што сте тука, да бидете во иднина поканети секако за отворено рецензирање, ако веќе до сега не сте биле, и мојата препорака е да прифатите. Кои сте 7 важни елементи на отвореното рецензирање? Познавањето на идентитетот на авторот или рецензентот, што на некого може да представува пречка, објавување на содржината на рецензиите, пост фестум, после објавување на трудот, учество на пошироката заедница во рецензијата на трудови, добра интеракција меѓу автори, уредници и рецензенти, потоа отворена рецензија да биде пред објавување преку оние така наречени препринтови на трудовите, коментирање по објавувањето, значи главните уредници заедно со техничките уредници да овозможат дел на веб страницата каде што би можело да има давање на коментари по ова, и платформи кои го здружуваат процесот на рецензија со процесот на објавување. И да заклучам, отворената рецензија е едва и присутна во Македонија. Унапредувањето на процесот на отворена рецензија на трудови би требало да ја подобри состојбата со рецензирањето. Според мене, се разбира, може да дебатираме и да не се согласите некој од вас. Повеќето истражувања за можни придобивки од отворена рецензија представува една мощна, тешка задача, понекогаш и mission impossible, би рекол, за една мала научна седница како што е нашата, така што се плашам да ова моје денешно предавање да не биде само футуризам, но ете, сакав да прикажам нешто ново, не до сега што сум говорил на сите. Професор Спировски направи мощна пресек на состојбите со оваа недела на отворено рецензирање, 4 години така е, од кој што ова е трет настан. Тока и професорката Христовска, подпредседател на Македонското сдружение на медицински уредници, кој што ќе се вклучи во следниот настан, така што се надевам ќе имаме и други предавачи. И еве, нашето списание ја поддржува оваа недела, кој што не е само денес, туку трае до петок, така да ве активно ве поканувам да се вклучите на социјалните мрежи во споделување на содржини, во ширење на идејата за отворено, за рецензирањето, не се извинувам, не е само отворено рецензирање. И ви останувам должен да ви се заблагодарам за вниманието, за вашето присуство, за прифатените ризици да дојдете тука и евентуално да се заразите, но и не верувам дека ќе се заразите, бидејќи, како што видовте, ги следиме сите протоколи, температура беше измерена. Не верувам дека некој од вас е во некоја почетна инкубација, така што ете ви благодарам за тоа што ми слушавте. Сега професор Спировски
веројатно ќе го води делот за дискусија, доколку има, а потоа јас ќе го најавам следниот предавач. Пред се сакам да го поздравам одржувањето на настанот. Идејата да се реализира ваков вид на настан во овие услови навистина е смела и успешна. На самиот почеток ќе си дозволам да речам и дека е успешна. Да, би требало да се збогати оваа недела да имаме поголем број на настани, може и преку тие Zoom конференции, односно онлайн конференции, да се со употреба на различни платформи. Посебно ми се допадна еве и резултатите од вашето истражување и ме потикна повеќе на размислување кои би биле пречките во имплементација. Прво размислувам за пречките за да имплементираме ова отворено рецензирање. Мене што ми падна на ум додека ве слушав, мислам дека прашањето и дали рецензентите би се согласиле нивните рецензии да бидат јавно објавени. Тоа е едно многу важно прашање, мислам во целиот процес. Може би на авторите толку и не би им сметало колку на рецензентите, затоа што па и тие рецензии може да бидат на некој начин критикувани доколку се јавно објавени. А од друга страна, што исто така ми дојде на ум, мислам, јас препознав некои, да речам, ситуации во процесот на креирање на списанието, јас што го водам архиви на јавно здравје, јас не се представив, требаше да се представам прво. Јас сум професор доктор Гордана Ристовска од Медицински факултет и го водам и уредник на списанието Архиви на јавно здравје, а исто така, како што спомена колегата, и сум подпредседател на Македонското здружение на медицински уредници. Меѓутоа, оваа година некако малку затаивме со организацијата, го пропуштивме моментот, може би ковидот беше, сега за се ќе се вадиме со ковидот, ствари. Се што нема да реализираме, ќе се речеме дека ковидот беше проблем. И сега ќе се вратам на мислата што ја започна. Значи, еден момент е тоа што рецензентите дали би се согласиле ако знаат дека тоа ќе биде јавно објавено, а втор момент што го препознав јас во вашето излагање, јас понекогаш и го применувам тој принцип, значи на отворено рецензирање. Меѓутоа, од причина што понекогаш некој рецензент, не секој рецензент, ќе изрази желба. И јас сум подготвен, ги давам забелешките, еве доста се напишани, меѓутоа добро се напишани, меѓутоа ако на авторот не му е доволно јасно, слободно нека ми се обрати, и јас ќе му помогнам да го унапреди квалитетот на трудот. Значи, може би имаме некои почитоци, да речеме, на тоа отворено рецензирање, меѓутоа јавното објавување, не знам, јас немам искуство, немам ни можност. А истовремено сакав да го искористам моментот и да го прашам професор Спировски, како еден од најискусните уредници во нашата средина. Навистина ме интересира вашиот став врз основа на вашето искуство, дали вие би го примениле, не на страна техничките можности, дали вие би го примениле ова отворено рецензирање. Гордана, ти благодарам за прашањата. Тоа не се само твои прашања. Ги види и одговорите. Најголем дел од уредниците, значи најискусните и уредувачките одбори, не се спремни тоа да го направат. И тоа е факт. Мене ме прашувате со овие 20 години во Open Access и пред тоа уште 20 години во годишниот зборник. 40 години во издаваштво сум се движел покрај другите работи. Јас проценувам дека во Република Македонија со стојбата, со технолошката поддршка, со едукативниот процес, со влијанието и интеракцијата надвор, која што е 0 или 0,1, и уште многу други фактори, нема да овозможат квалитетна отворена рецензија. Ние можеме да овозможиме, но зборуваме за квалитетна со која што ќе можеме да бидеме препознаени или вреднувани надвор. Каде е проблемот? Проблемот е што
рецензентите треба да бидат со многу блиско знаење до содржината на трудот кој што го рецензираат. Толку малку рецензенти од Македонија е теориски невозможно да овозможат јавно искажување на својата мисла околу содржината на трудот. Јас искрено не би се прифатил. И сега да одговорам на овие две прашања кога веќе дојдов, извини, Владимир. Многу се суштествени и треба да кажем. Прашањето дали треба рецензентот да се согласи. Да, јас сум рецензирал во ПЛОС. Се согласувам да биде јавно рецензиран. Ако не се согласувам, нема јас да бидам рецензент. Значи, тоа вам ви кажувам, веројатно не сте рецензирале во отворено рецензирање. Значи, отвореното рецензирање подразбира дека рецензентот е согласен се што ќе напише да биде објавено. Ако не, нема да биде рецензент, ќе биде некој друг. И тоа прашање во оној смисол светски е решен. Во наш смисол не верувам. Мене најмногу ме грижи, јас, да речеме, од овие три фактори, два дури и би премостил. Но технолошката подготовка за вреднување и меѓународно оценување е неможна. Тоа треба специјален софтвер, во кој што прво што ќе прифати или не прифати рецензентот не е проблем, меѓутоа содржината на рецензијата, содржината на одговорот на авторот, содржината на вториот рецензент, содржината на одговор на вториот и така натаму, и тоа, освен што ќе биде комуникативно со авторите и рецензентите, што дури и може да се направи, треба да биде комуникативно со другите фактори. Например, кај нас техничкото уредување оваа година се врши надвор од земјата. Како ќе комуницираме они текстовите кои треба да ги припремат? На кој начин? Овие големи концерни, ПЛОС и другите го имаат решено феноменално. Ние, како да ви речам, ние уште со микрофоните имаме проблеми. Мислам, реално. Јас сум скептик, и он е скептик, и кажам, меѓутоа, мора да размислуваме. Иначе јас на едно предавање на медицински факултет кажам, тоа не е ништо ново. Јас кога бев млад асистент, рецензиите беа по порачка на некои и објавувани јавно на списанието. Вие имате годишен зборник, каде што рецензијата на професорите е составен дел на трудот. 50-тите, 60-тите години. Па се премина на еднослепо, па се премина на двојнослепо, па се вративме на отворено. Затоа што отвореното има најмногу доверба. Од општеството, од авторите, од сите. Јас сум скептик во блиска иднина дека ќе биде можно, дај Боже, да биде. Благодарам, професоре. Доста од она што сакав да го дискутирам. Може и од таму само да дополнам одговорот за колешката, ќе ви дадеме збор. Значи, ви благодарам доста од тоа што сакав да го кажам, и тоа е предноста што имаме човек кој што 40 години, врз моите 20 години, два пати поискусен и голем дел ви одговори. Но, тоа што на сега ни звучи нас и ни изгледа како science fiction, тоа не значи дека не треба да го почнеме тој процес. Рецензиите исто така се отворени и во учебниците, во учебните помагала. Зошто да не бидат и во... Според мене најголем проблем е техниката, техничкото уредување на списанијата, иако вие рековте без тој оглед. Исто така во Македонија уште не е созрена свеста и стравот од тоа да не се замери со колегата и колешката ако пише негативна рецензија. Тоа е, според мене, втор клучен фактор покрај техничкото и не би се сега повторувал со професорот Спировски. Едноставно, сметам дека ние преку оваа трибина, малце ќе го подгурнеме тој процес и, како што каже и професор Спировски, ПЛОС, според мене, го има тоа најдобро решено, а исто така и многу од моите рецензии се отворени со самото ставање во Паблонс. Професорот тоа не го спомна, но ние денеска ќе имаме и за тоа предавање, тоа е последното, баш неговото, изгледа не сакаше да го најави, но добро. Да му даеме на господинот, на колегата, и после тоа ќе мораме да одиме на
следниот. Значи, вака имам две прашања. Првото е за професор Спировски. Значи, јас сакам да прашам прво колку мислите дека тој отворен пристап на рецензирање воопште глобално е добар за нас како земја која што аспирира кон тие некои западни интеграции, бидејќи јас знам дека во тие западни универзитети Скопус и особено Нешан-Гајската листа ги ценат, бидејќи многу од универзитети и мислам дека тоа ранкирање они мислат дека тоа ранкирање води многу повеќе во економија универзитети кои што се прикладуваат кон тие така наречени хибридни режими, отколку кон навистина кон болонскиот процес, каде што навистина квалитетот на истражувањето, сеопфатноста, имат многу критериуми доаѓаат до израз. Например, многу универзитети ги публикуваат своите статии бесплатно, значи и како последица на тоа се најмногу цитирани, што не значи дека се најквалитетни. Така, например, излегува дека универзитетот во Ниш е поквалитетен според Шангхајската листа од свеучилиште во Загреб и значи се доведоме на некои многу чудни ситуации, да кажем на вас да имате вашата таа област, да речеме директорката како се каже, на ова за пораѓање на деца отделот, значи она имаше многу слепи деца и се родија и ја имаше многу смртност кај бебината, не за неја сменија, не ја избрка од работа, само ја сменија и она имаше докторат, да речеме, во универзитетот во Ниш. Значи, какви биле рецензиите, например, за неја, колку биле релевантни, воопшто како може, значи да се одвојуваат, како вие се гледувате дека ова за нас би било добро, бидејќи најмногу пари нашето министерство дава и најмногу ги вреднува оние универзитети, оние трудови кои што се најцитирани во Фокус и кои што се најдобро се рангирани на Шангхајската листа. Ја ви кажам, од моја дискусија многу точно знам дека западните квалитетни универзитети сметат дека речеме првите 40 универзитети што се наведени во Шангхајската листа се навистина по квалитетните места, потоа сите останат дека е со ова интегрирање на системот. А второ сакам да го прашам на презентерот, значи професор Владимир Трајковски, така? Значи вие спомнавте техничко, значи јас нисам на многу известни да години со вакви презентации, значи секаде беше кажано, а секогаш во изложувањето се видно, значи прво се проверува значи веродостојноста, автентичноста на трудот, тука квалитетот на јазикот, често пати мора да е напишан на англиски, како што мора да била на латински. Тука веќе рецензентот се наоѓа да речеме да е празен простор, бидејќи он не знае за тоа и не може да не е добро. Меѓутоа има софтвер кој што може да провери на друг јазик кога е напишан, или па мора да се говора статијата да е напишана на англиски, за да може да се преведе. Јас што знам, кај нас само на македонски се проверува веродостојност и фактички знам дека има многу Плагиаризам говорите? Како? За плагиаризам? Да, значи има многу што се неавтентични, јас знам дека тука супер како и сметаат на какви трудови, и тука пак идат на запад, значи тоа воопшто не смее да се објави и обратно. Значи, што мислите зошто се уште тој софтвер не е набавен? Ја мислам дека е таа основа. Откако ќе се провери автентичноста, дури потоа, значи може да се рецензира, така што не гледа како може тоа да се скопува. Колку што ве разбрав, сакате да кажете дека квалитетот на списанието и финансирањето на институциите на известен начин се поврзани со присутноста во најдобрите бази.
Web of Science je jedna, ali Scopus je ona што е најшироко прифатена, оти Web of Science е ексклузивна. Па мислам дека ја не сум сигурен, тука продеканката може ќе каже дали има различно финансирање според тоа дали списанијата на факултетите се наоѓаат во Скопус, колку што јас знам не. Но има друго, кое што може би добро е да го земете во предвид и да го афирмираме. Поединечното напредување е во многу голема мерка зависно. Значи, кај нас, зборам за во Македонија, институционалното не е вреднувано според научниот придонес на факултетот. Нема механизам. Но поединците, за да бидат избрани во нешто, таму е ова што го зборувате. Меѓутоа, тоа е поврзано. Ако вие изберете поединци кои што не соодветно се вреднувани на реалните вредности кои што Западот или развиеното општество ги смета индиректно негативно влијание, така да јас се согласувам со вас.